Сушност на ова пресконференција сакаме да ја запознаеме јавноста со Медина. Медина има 1 година и полека, но сигурно го започнува својот живот во мрак. Зошто е тоа така и ние се прашуваме, односно веќе 3 месеци чекаме одговори од надлежните институции да ни одговорат на ова прашање, меѓутоа до денес одговор конкретен немаме добиено. Меѓутоа едно е сигурно. Медина е следната жртва на нашиот нефункционален здравствен систем, на протоколи, процедури, суети, игнорирање и нехуманост. За да ја раскажеме приказата на Медина, ќе започнеме со моментот на незиното хоспитализирање на клиниката за детски болести, оддел за хематологија Скопје, во октомври 2014 година. Хоспитализацијата беше со цел да се утврди точната диагноза по која што треба да се започне со тераписка процедура. Меѓутоа, заради промените кои што настана на двете очи, кои што укажува на ретинобластом, односно тумор кој што води до слепило и кој што може да го зафати исто така и мозокот. Лабораториските и имиджинг исследувањата на клиниката требаше да покажат по која тераписка процедура треба да се започне со лекување, меѓутоа за истото беше потребно да се консултираат со конзилиумот на клиниката за очни болести, исто во Скопје, од каде што всушност добија известување дека диагнозата, односно симптомите, клинички навидум укажуваат на ретинобластом и може да се започне со хемотерапија. Меѓутоа, одделот за хематологија по нивните протоколи укажа на фактот дека за истото не може да се започне со процедура, бидејќи не е утврдена сигурна диагноза, а за кое што е потребна офталмолошка интервенција од клиниката за очни болести. За ова истото да се констатира, можете да забележите отпусната листа во која што јасно и недвосмислено е укажано дека станува збор за неусогласеност на ставовите на клиниката за детски болести и клиниката за очни болести, односно не успеале да се договорат по чиј протокол треба да се започне со лекувањето на малата Медина. Мајката на Медина 35 дена, чекајќи одговор од клиниките, побара испис од самата клиника, бидејќи не доби конкретни информации за начинот на кој што ќе се лекува. Следната недела се упати во нашето здружение, барајќи одговор на незините прашања, меѓутоа ние, за да добиеме конкретен одговор, испративме пријави до Министерството за здравство, до Државен санитарен и здравствен инспекторат, до Народен правобранител и до директорот на клиниката за детски болести. Следниот месец добивме одговори од Народниот правобранител и од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, во кој што ќе забележите дека јасно укажуваат на фактот дека станува збор за неусогласеност на ставовите на двете клиники, меѓутоа не утврдуваат повреда на постапката, туку напротив укажуваат на превземање дополнителни процедури според кои што всушност малата Медина го забрзува слепилото, а не може да започне со лекувањето. До денес министерот за здравство и директорот на клиниката за очни болести нема одговорено на нашата пријава како орган кој што треба да ја реши дилемата по чиј протокол треба да се лекува малата Медина. Од тие причини ние прашуваме денес од кого мајката на Медина треба да побара здравствена заштита на незината керка и да не доживее живот во мрак, и нели министерот за здравство е всушност надлежното лице кое што треба да врши надзор и контрола над работата на клиниките и на тој начин да овозможи квалитетна и навремена здравствена заштита на пациентите. Зошто не ни одговара министерот за здравство на нашите прашања? Ето моје гледаше нормално. На 2 месеци мацочината не идеа нешто горе. Ја однесов кај матичниот доктор и тој ми пиша капки за очите. 2 пати капна и почна да светка точината. После тоа отидовме во Скопје, требаше операција од желудничето да се прави и докторката ја прегледа во очината и рече дека има проблем со очите. Не прате прилеп, по 2 месеци не викна ја Скопје, почна да ја прати испитување
3 месеци закоче, после лежевне таму и ништо не направи. Не сум задоволна од очната клиника. Тие чекаат како некои деца ќе умират и моето дете да умре. Јас ја барам правдата. Ништо не сакам, барам моето дете да прогледа. Како другите што гледат и тоа да гледат. Тоа го барам од владата. Зошто одлучивте да ја испишите од болница? Зошто не бев незадоволна. И самата директорка во дечката клиника ни рече дека може да си бараме погоре да одиме, оти немат, мислам, фајде, праќаја тие кај очниот директор, немаја вратка. Одеа нон-стоп, но џабе беше. Во детската клиника се праја, ама од очно ништо. Во моментов прима некаква терапија? Ништо не примаше. Во тоа време што лежевне, ништо не примаше, само испитување. И сега ништо пак? Ништо. Оти не се знае никакво. Значи само испитување, диагноза не е поставена. Колку време не е поставена диагноза, колку време испитувањата трае, можете да ни кажете? Значи, Медина беше хоспитализирана во октомври 2014 година. 35 дена се чекаше поставување на сигурна диагноза. Меѓутоа, не беше поставена диагнозата. И се уште до денес немаме сигурна диагноза за начинот на кој што треба да се лекува. Ова е само сомневање, сега мислам првично дека можно е да има тоа што... Да. И самиот одговор на клиниката за очни болести јасно и недосмислено вели: навидом клинички личи на ретинобластом. Значи, меѓутоа тоа не е сигурна диагноза по која што треба да се започне со хемотерапија. И од тие причини одделот за хематологија не започна со хемотерапијата, туку ја испиша. А кој требаше да постави диагноза? Оддел очна клиника. Зошто тоа не го направиле? И ние не знаеме, и тоа ние го прашуваме. И во пријавата всушност која имаме поднесено до Министерот за здравство, бараме да се утврдат причините зошто клиниката за очни болести не сака да ја постави точната диагноза. Меѓутоа одговор до денес немаме добиено. А ние од клиниката за очни болести? Не. Имаме добиено само одговори од Народен правобранител и од Државен санитарен и здравствен инспекторат, во кој што се укажува на фактот дека постои неусогласеност на двете клиники. Меѓутоа не утврдуваат причината. Колку има сега? Една година. Една година. Да. Во меѓувреме ние чекајќи го одговорот од Министерството за здравство за да ја разреши дилемата, значи малата Медина продолжува со продлабочување на слепилото. Да. Сега нема никакво лекување, никаква терапија, ништо. Ништо. Бидејќи ниедна клиника всушност не започна со постапката на лекување, односно со давање на терапија. А од детска што кажа? Дека се додека не се направи офталмолошка интервенција, а тоа е интервенција на клиниката за очни болести со кој што ќе се утврди точната диагноза по која што ќе се дава хемотерапијата, нема да се лекува. А од таму нема ништо. А од таму нема ништо. Да, бидејќи според клиниката за очни болести, според нивните согледувања, клинички личи на тумор, ретинобластом. Меѓутоа не може со диагноза клинички навидум личи на ретинобластом да се започне со хемотерапија. А како тие поставиле тоа навидум диагноза кога нема лабораториски и имиджинг, да, врз основа на лабораториски и имиджинг испитување. А тоа е и кој и така томографија. Меѓутоа потребна е офталмолошка, тоа е значи очна интервенција, кои што се нели други испитувања кои што може да ги прави само клиниката за очни болести. А не, зашто не ги прави клиниката? Не знаеме, ние тоа прашуваме. Поднесуваме пријава до Министерството за здравство за да нели ни даде одговор на тоа прашање, меѓутоа до денес и по поднесување на пријава до Министерството за здравство немаме добиено никаков одговор. Изминаа 3 месеци чекајќи го одговорот, а во меѓувреме малата Медина се повеќе нели го губи.